Се бројат деновите до отварање на новата театарска зграда. Велешкиот театар Джинот е при крај со подготовките на представата најважната работа на светот, со која и свечено ќе биде отворен новиот театар. Денеска на пробата им гостуваше и министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Сакам да се заблагодарам на сите актери кои што се вклучени во представата за можноста денеска во рамките на пробата да видиме делови од оваа представа, која што верувам дека ќе најде на голем интерес, бидејќи самата представа е една комедија со еден драмски осврт. Така доаѓа, брат? Така. И верувам дека сите заедно можевме да се увериме дека на представата ќе имаме можност да се насмееме повеќе, што е исто така многу битно. Вклучени се голем број на актери, наши познати актери, кои што и досега навистина оставија значителни резултати и признанија за театарот токму овде во Велес. Да се заблагодарам на нашиот професор, на нашиот режисер, кој што прифати да режира оваа представа за отварањето на театарот. Премиерата во новиот театар се очекува кон средината на овој месец. Точниот датум ќе биде познат до крајот на оваа недела. По посетата на пробата, и режисерот и авторот на представата информираа повеќе за што треба да очекува публиката. Овој театар ќе биде отворен, така сакала судбината, со една урневесна комедија. Се надеваме дека публиката добро ќе се забави, не подолго од 2 часа. Се надеваме исто така дека театарот ќе вдоми една од пиесите која е реткост во македонската драмска литература, а тоа е баш автентичен комичен жанр. Најтешко е да се напише комедија, наистина. Неќем да говорам колку е тешко да се игра и да се режира, но сигурно е најтешко да се напише комедија. Комедијата е забавна само за публиката. За нас тоа е еден крвав труд со неизвестни резултати, со многу драматика внатре. Ние правиме огромни внатрешни конфликти, нервози и така натака, само затоа публиката да се забавува. Ова е моја трета соработка со овој театар и овде има секогаш во самиот театар, а особено во оваа екипа, навистина еден гурмански апетит за правење на представа. И секогаш кога доаѓам на секоја проба, јас сум многу усреќен за тоа што успевам да се изненадам и мојот текст да го видам во едно сосема различно светло или надградено од и режисерот и од актерите кои навистина се максимално креативни и што е најважно ја враќа таа верба, тоа расположение за игра, за радост. Значи, едноставно враќа доверба во самиот медиум, во театарот со својот начин на работа. Отварањето на овој театарски објект со натрапение го очекуваат и директорот на театарот Джинот Витанов, како и граначалникот Чадиев. Значи, бескрајно се радувам на тој момент, но се радувам и на сознанието дека во оваа зграда, во оваа сала сега, кај што сме така наречена мала сцена, и во големата сала, од вечер во вечер ќе имаме можност на нашата публика да ја возвратиме со многу интересни представи, со многу интересни и смешни и тажни, се разбира, представи, да ја возвратиме на нејзината безгранична љубов, љубов, внимание и посвета која не додржа до ден денес да дојдеме до овој момент, да имаме такви одлични услови за театар која издржа заедно со нас во оние очајни услови во старата зграда. Велес заслужува да биде повторно на пиедесталот на како центар за културата и уметност во Македонија и се ќе направиме како локална самоуправа тоа да биде така, да се оствари и да се очува. Едноставно, како град сме многу задоволни што најубавата театарска зграда во Македонија е во Велес, на најубавото место, гледате самата околина како ја средуваме наоколу. Тоа значи дека велешни се спремни, верујте дека ќе биде преполно, меѓутоа не само негде во средината на децембар, него и после 1 јануар. Инаку се очекува на премиерната изведба да бидат вклучени сите технички и аудиовизуелни предиспозиции кои ги има големата сцена во новиот театар.
Од оваа културна институција најавуваат и богат репертоар по официјалното пуштање во употреба на новата театарска зграда.